Мицика, Обрајан еднаш рече, од тебе човек не би требало ни кола да купи. Тебе гаранции нема да ти даде никој, пошто лажеш. Тебе не ти следуваат гаранции, затоа што ти имаш дадено гаранции дека кога ќе дојдеш на власт, ти ќе ги поминеш сите тие работи што треба да ги поминеш. Сега си на власт, кочиш. Сега Мицика ти следи голем проблем со меѓународната заедница и ти се априори ствараш алиби, терен, зашто тебе некој сака нешто да ти направи од меѓународната заедница. Не се тие непријатели на македонскиот народ. Ти си непријател на македонскиот народ. Не меѓународната заедница, ти си непријателот. Кој што го држи ова државиче и овој народ како утрло, да не мрдне и да се исели. Знаеш што е асимилаторска политика? Асимилаторска политика е ти да го оставиш тие 2 милиона луѓе, да ги оставиш без леп, без работа, без пари, без надеж, без сигурна иднина, без правда, оние да си земат бугарски пасош и да си отидат. Тоа е асимилаторска политика. Ти највеќе помагаш на асимилацијата на македонци во Бугари. Ти си асимилатор. Тоа е као под опсада која се. Го држиш под опсада, на пример, дворецот, година дена, толку имаат таму. И после ќе почне да умира. Или ќе почне да се предава, ќе викаат слуше, не, јас сум од сега Атињан. И Атињаните ќе викаат сум спартанец. И ќе се предаваат, ќе стануваат спартанци, ќе си одат. И ќе нема Атињани. Тоа го правиш ти сега. Почетокот на преговорите и отварањето на поглавијата и имплементацијата на мерките од тие поглавија значат и финансиски, политички и правен бенефит за овој народ. Секој поглавие ти е минимум милијарда евра неповратни средства годишно. Кога ќе отворите кластер земјоделие, милијарда. Да им се дадат на земјоделците милијарда евра. Ти го кочиш тој процес. Поголем помагач на бугарската асимилаторска политика од тебе во овој момент нема. Радев, Данс, Бојко, не знам кој, Тодор Живков да бараше да се измисли ваков човек у Македонија, немаше да го измисли.